Civil Media. Ова конференција која има хаштаг и наслов Акција интеграција, конференција која ја замисливме како настан на кој ќе разговараме за европските вредности, зелените алтернативи и антинационализмот. Три области кои навидум се различни и несвојствени една за друга, но кои од нашето искуство во спроведувањето на овој проект Акција за интеграција и како организација за човекови права и слободи која веќе 19 години е активна во земјата, па и надвор од неа, се обидуваме да ги доведеме во врска, бидејќи тие навистина и се меѓусебно поврзани и се надополнуваат. Овој наш напор, наречен Акција за интеграција, го водиме веќе 10 месеци во партнерство со фондацијата Хайнрих Бел од Германија и е дел од една повеќе годишна стратегија во која ги споделуваме нашите активности и нашите вредности со оваа фондација, меѓутоа и со сите останати поединци, групи, невладини организации, институции на локално, на национално ниво. Би сакал најнапред да ги поздравам ценетите гостинки и гости од централната власт, така и од локалната власт, представничките од Собранието на Република Македонија, господја Стефовска и господја Морачанин, господин Богдановиќ, кој е градоначалник на општина Центар. Претпоставувам дека тука некаде го исцрпуваме и списокот на VIP гости, меѓутоа информиран сум дека на пат се уште двајца градоначалници или градоначалнички кои ќе ни се придружат во ова наше попладне. Ова наша средба или настан е замислен да оди во форма на кратки излагања од по неколку минути кои се веќе договорени и веднаш по моето излагање ќе ја замолам колешката Билјана Јордановска да ни каже кои се резултатите од еден од сегментите, од повеќето сегменти кои се во дел од овој проект, а тоа е нашето истражување во неколку општини, во неколку плански региони во Република Македонија, а веднаш потоа во интерес на времето, кое секако им е многу потребно и неопходно, ќе ги замолам господја Морачанин и господин Богдановиќ да ни се обратат во доменот на оваа тема, односно во доменот на активностите во кои тие се ангажираат, за кои разговаравме во претходните денови во подготовката и тие секако дека сами ќе го соопштат поточно фокусот на нивното излагање. Се разбира, во рамките на програмата спаѓаат уште неколку многу интересни презентации кои ќе се осврнат на различни аспекти на ова што јас го говорам денеска, а тоа е освен екологијата, односно зелените вредности, ќе зборуваме и за социјалната правда, при што ќе видиме и еден видео прилог кој го подготви мојот драг колега Дехран Муратов, а за национализмот или антинационализмот ќе говорат моите колешка Дијана Тахири и колегата Синиша Станковиќ. Понатаму во програмата јас се надевам дека ќе ни се придружи и Гоце Марковски, со кој разговаравме, а се разбира и останатите кои се овде присутни и кои на различни начини ни помогнаа овие 10 месеци изминати да работиме на оваа иницијатива Акција интеграција. Јас нема да преоѓам сега во длабоки експликации за тоа што ние работевме во изминатите 10 месеци, бидејќи сакам говорничките и говорниците да го кажат прво своето, а потоа во една поширока дискусија можеме да влеземе, ако ја започнавме претходно на терасата од овој хотел, и која ќе оди во насока од моја позиција во насока на објаснување
или разбирање на тоа како социјалната и еколошката правда се меѓусебно поврзани и не смеја се гледаат изолирано. Се разбира, тука би завршил со мојата, повелете, со моето големо задоволство да споделам со вас и со јавноста дека Цивил во изминатите 10 месеци забележа многу силен потенцијал за формирање на едно пошироко граѓанско групирање околу идеите кои се однесуваат на екологијата, социјалната правда и антинационализмот. Тоа може, навистина, ветува формирање на една неформална, меѓутоа доста значајна како ресурс општествен платформа која во 2019 година се надеваме дека ќе ја видиме и во повидлива форма формирање на таа платформа која ќе им послужи и на граѓанките и на граѓаните и на политичките партии и на институциите како ресурс за тоа каде би можеле да се движиме во насока на подобрување на состојбите како во социјалната, така и во еколошката сфера. Толку од мене, мислам дека како за вовед доста беше долго. Повели Билјана со твојата презентација, што откривме во изминатите 10 месеци? Добре, јас ќе се осврнам малку повеќе на истражувањето кое што го спроведовме на самиот почеток на проектот во втората половина на април месец оваа година преку фокус групите кои што имаат за цел да ги идентификуваат потребите и предизвиците на граѓанките и граѓаните токму во областите со кои што се занимава проектот Акција и интеграција. Фокус групи одржавме во Скопје, Штип, Велес и Гостивар. И во секоја од фокус групите учествуваа по 6 представници на еколошките здруженија, локалната самоуправа, политичките партии, меѓутоа и сите оние заинтересирани граѓанки и граѓани. Учесниците одговараа на прашања во 4 категории: граѓанско учество, демократски реформи, европски вредности и зелени вредности. Прашањата беа концепирани да се види нивото на познавање и разбирање на европските и на зелените вредности како дел од демократските реформи токму во процесот на евроинтеграциите кои што во тој период започна поинтензивно. Исто така, еден дел од самите прашања беа на тој начин поставени за да можат самите учесници во фокус групите да ги споделат своите ставови, мислења и искуства по овие прашања, меѓутоа и нивни идеи, можни решенија на посочените проблеми во однос на приоритетните евроинтеграцијски прашања. За фокус групите беа предвидени 2 часа, што опфаќа запознавање со проектот, одговарање на прашањата и завршни мисли и заклучоци. Јас накратко за дел од овие категории ќе кажам што всушност до какви заклучоци и наоди дојдовме. Што се однесува до граѓанското учество, граѓанките и граѓаните, односно учесниците, одговараа на прашањето дали граѓаните имаат можност за учество во процесите на донесување одлуки на локално и национално ниво и најголем број од нив сметаат дека како поединци не може да се вклучат директно во процесите на одлучување, пред се поради мислењето дека како поединци тие ја немаат моќта, односно се игнорирани од самите надлежни органи, пред се зборуваме на локално ниво. Најголем дел од учесниците сметаат дека единствена можност за вклучување и учество во донесувањето одлуки може да ја спроведат ако бидат дел од некоја граѓанска организација или пак иницијатива за некој проблем кој што пак е во некои рамки помал или се однесува на локално ниво во однос на заедницата, малото или пак во општината во која што живеат. Оние што одговорија дека не постои никаква можност за граѓанско учество, проблемот го лоцираа во недоволната едуцираност и информираност, сметајќи дека дека тие како граѓани немаат доволно информации за тоа што значи да се биде дел од донесување од некоја одлука и како директно да се вклучат во неа, меѓутоа сметаат дека и самите граѓански здруженија, посебно ако имаат некоја фокусирана целна група на проблеми, не се доволно едуцирани како нив да ги привлечат или информирани како во законски рамки да ги вклучат самите граѓани, односно нивните целни групи.
Самите граѓански другиот проблем исто така што го посочија е нетранспарентноста и затвореноста на самите општини, односно на самите локални самоуправи. Што се однесува до демократските реформи, побаравме мислење за тоа како се спроведуваат реформите во земјата и да дадат пример за успесите и неуспесите во период од 12 месеци, значи бидејќи фокус групите беа во април, односно првата една година од формирањето на новата влада. Најголем број од учесниците беа видно разочарани, критички настроени кон начинот на спроведување на реформите, иако имаше позитивни примери кои се однесува најмногу кон конечно преземање на чекори што се однесуваат на правата на ЛГБТ заедницата, формирањето на интерпартиската парламентарна група за правата на ЛГБТ лицата во делот во секторот на образованието, подготовките на законот за високо образование и студентскиот стандард, исто така дадоа позитивна оценка и за ослободувањето на медиумите, слободата на изразувањето. Меѓутоа, кога зборуваме за локално ниво, сепак сметаат дека тие реформи се скоро незабележителни. Според учесниците, токму затвореноста на институциите, нефлексибилноста на локалните самоуправи го кочат процесот на напредување и не даваат видливи резултати во однос на демократските реформи и дека она што се презема, всушност се презема на национално ниво. Мал број од учесниците одговорија дека очекувањата беа поголеми од она што реално е возможно за една година да направи новата влада во контекст на 11 години систематско уништување на судството, институциите, образованието и така натаму. Што се однесува до европските вредности, се одговара на прашањето кои европски вредности се застапени, во која мера се застапени во Македонија, давајќи им дадовме можност да ги оценат понудените опции од 1 до 5, 1 значи воопшто не се застапени, а 5 значи во цело се застапени и да дадат образложение и да образложат својата оценка. И може да се рече дека во однос на европските вредности Македонија генерално помина со добар 3. Ниту една од понудените европски вредности, она како тие се промовираат и почитуваат, неја добија високата 5, слободата и демократијата добија највисока оценка 4 и тоа во врз основа токму на последната година, односно од формирањето на новата влада или промена на власта. Што се однесува пак до еднаквоста, владењето на правото и почитувањето на човековото достоинство и човековите права, оценките се движеа од 1 или 2, со тоа што сметаат дека се уште не можеме да зборуваме за еднаквост во Република Македонија, посебно кога се однесува за родовата еднаквост и високиот степен на дискриминација по било која основа, вклучувајќи и верска, не само родова, туку и верска, сексуална и така натаму. И исто така, што се однесува до владењето на правото, тука најмногу беше зборува за судството и како тоа функционира и дали воопшто една година, во таа една година, меѓутоа и во периодот кој што следува, нешто може драстично да се промени во тој поглед. Зелените вредности ги опфативме токму за во која мера се застапени заштитата на животната средина и одржливиот развој во земјата, дали како зелените вредности се негуваат во земјата, зборувавме за социјалната и еколошката правда, еколошката благосостојба, негување на разновидноста на природниот свет, зачувување на физичките ресурси на земјата, инсистирање на ненасилни решенија за конфликтни ситуации, лична слобода, здравје, среќа и човечко достоинство. И тука имавме оценувања, меѓутоа овде оценките беа уште поразочарувачки, значи немавме некоја повисока оценка од 1 и 2 во однос на зелените вредности и нивното применување и почитување, затоа што најголемиот дел од учесниците сметаат дека ние не знаеме, немаме доволно развиена еколошка свест, дека најголем дел од еколошките здруженија кои што постојат во Република Македонија не се вршеа или дотогаш
не ја вршеа работата како што треба, односно не се фокусираа на реалните проблеми кои што постојат и кога зборуваме за зелени вредности, посебно на локално ниво, учесниците секогаш беа на мислење дека најпрво треба да тргнеме од себе, па потоа да зборуваме на некои решенија и мерки кои што би се преземале на национално ниво. Односно прво да погледнеме како ни е во сопствениот двор, во сопствената улица и мало, а потоа да продолжиме понатаму генерално во целата земја. Се зборуваше многу за загадениот воздух, за депониите, меѓутоа исто така се зборуваше дека европските вредности и зелените вредности се нешто кое што секој од нас како поединец, ако има можност да излезе во Европа, по некој автоматизам ги почитува, меѓутоа кога ќе се вратиме назад, што се вели со првото преминување на границата, како да ги забораваме. Овие резултати во една поопширна форма, јас се надевам дека за кратко време, за брзо време ќе ги имаме и во нашиот финален извештај во однос на овој проект. Ви благодарам. Особено оценката 4 или 5 беше ова за слобода и демократија? 4. Да. Тоа мислам дека куририте ќе се спротивстават многу жестоко на таа оценка. Мислам дека вие од Цивил сте го наместиле резултатот. Истина ми е многу драго што сум денес тука и ви благодарам уште еднаш на поканата, бидејќи точно ова е темата за која јас секогаш многу сакам да зборувам, бидејќи искрено верувам во тоа. И точно и мотото на конгресот, 4-тиот конгрес на Зелената партија Дом во неделата беше зелените вредности, трајна визија. И тоа и беше идејата, да се осврнеме малку повеќе, да зборуваме за зелените вредности. Она што јас би сакала да го потенцирам сега и за кој и во секоја прилика зборувам, е дека најчесто кај нас, кога зборуваме за зелена идеологија, зелени вредности, се осврнуваме само на делот на заштита на животна средина, екологија, и мислиме дека тоа е единствената идеолошка матрица на која се базираат овие политики, но тоа не е така, бидејќи зелената идеологија опфаќа и многу други зелени вредности во себе, и тоа се точно демократијата, владење на правото, борба против корупција, социјалната правда, еднакви можности, недискриминација, солидарност, почитување на човекови права и слободи, родова еднаквост и така натаму. Така што целиот овој систем, би рекла, на столбови на самата зелена идеологија, практично ги дава, ја дава основата за функционирање на сите зелени партии, се разбира, вклучително и Дом. Но затоа благодарам и за отварање на оваа тема, бидејќи мислам дека во нашето општество се уште доволно нема познавања за тоа што значат точно зелените вредности и зошто е важно, освен заштитата на животната средина, да зборуваме и за другите вредности, бидејќи тие се меѓусебно тесно поврзани и едноставно не можете да имате здрава и чиста животна средина ако немате владење на право и борба против корупција, или да имате демократија ако нема почитување на човековите права. Не може да оствариме социјална правда ако не постои солидарност. Така што овој систем на вредности е навистина меѓусебно поврзан и зависен и може да се гледа само како целина и така и да се постигнуваат резултати. Она што би сакала накусо да се осврнам како пратеничка во собранието е делот на, што и вие го опфаќате, што исто така многу важен и што е дел од зелените вредности, граѓанското учество, бидејќи и повеќето зелени партии и потекнуваат од граѓанските организации, од граѓанските иницијативи во Европа, така и настанале последователно партиите, во принцип започнале како граѓански здруженија и иницијативи. И јас тука би рекла дека во Македонија во последната година и подолго од година, уште пред промена на власта, значи за време на протестите и така натаму, видовме една повисока граѓанска свест
и поголем граѓански активизам во однос на тоа што се случуваше претходно во државата. Значи, само да се потсетиме на многуте протести и за правда, и за против загадениот воздух, за рудниците. Прв пат се случи 3 општини на локално ниво да организираат референдум, а тоа сепак беше резултат на притисокот, барањата и потребите на граѓанските иницијативи. Така што мислам дека навистина има и дел од ова во оценувањето дека е навистина релевантен. Очигледно е дека граѓаните тоа го препознаваат и затоа и дале вакви оценки, и тоа е многу важно. За мене е тоа клучно за развој на демократското општество. Активно учество на граѓаните во сите процеси, без разлика на кое ниво се случува тоа во општеството, дали е на ниво на локална или на централна власт, но сепак е тоа клучот за развојот на демократијата и се разбира развој на самото општество и благосостојба на граѓаните. Како пратеничка во собранието би сакала 2 момента да истекнам во однос на партиципација на граѓанските организации во работата на собранието. Јас сум инаку координаторка на неформалната интерпартиска група за заштита на Охридскиот регион, пратеници пријатели на УНЕСКО, која ја формиравме практично веднаш после конституирањето на новиот состав на парламентот, во која учествува и колешката Ирена Стефовска, и практично ние во соработка плюс. Практично во соработка со невладиниот сектор, конкретно со Фронт 2142, кои активно работеа на таа тема. Познато ви е дека имавме мисија реактивна на УНЕСКО, беа дадени многу забелешки, препораки и така натаму во однос на заштитата на нашето природно и културно наследство во Охридскиот регион. Така што формиравме една интерпартиска група која што работеше на оваа тема во соработка со невладините организации. Тука ни помогна и нашите колеги од НДА, и успеавме преку Комисијата за култура во Собрание да организираме надзорна расправа во Собранието точно за имплементација на Законот за управување со Охридскиот регион. Тоа е во овој мандат единствена надзорна расправа која што се одржа во Собранието, која траеше во 3 сесии, беа поканети сите надлежни институции, од министери, од директори на соодветни надлежни агенции, институции, 33 беа сведоци, ете така. Невладини организации исто така учествуваа на самата надзорна расправа, и од тоа произлегоа преку 20 заклучоци кои беа доставени до сите релевантни институции, и она што е најважна препорака што произлезе како заклучок е дека треба да се испочитуваат сите препораки на реактивната мисија на УНЕСКО со цел да го зачуваме нашето единствено природно и културно наследство, Охридскиот регион, кое што е заштитено од УНЕСКО. Втора таква иницијатива која што во Собранието ја спроведовме исто така по иницијатива и соработка со невладиниот сектор е точно формирањето на интерпартиската парламентарна група за унапредување на правата на ЛГБТ луѓето. Јас исто така сум координаторка на оваа неформална група. Таа ја формиравме февруари оваа година во соработка со невладиниот сектор, со граѓанските здруженија кои работат со години на оваа тема, и точно од нив и произлезе потребата да работиме заедно и преку Собранието да можеме заеднички да настапиме за да вистина ги унапредиме правата на ЛГБТ луѓето, за кои знаеме каква беше состојбата во изминатите години. Со нив исто така имаме одлична соработка. Донесовме заеднички акцијски план, веќе поднесовме амандмани на Законот за аудиовизуелни медиумски услуги во насока на воведување на сексуалната ориентација и родовиот идентитет како основи за дискриминација при говорот, содржините во медиумите. И сега е во фаза, бидејќи веќе е доставен до Собранието Законот за спречување и заштита од дискриминација, новиот закон, но се уште не е отворена расправа по него. Тоа исто така еден многу важен момент во законската регулатива која ќе помогне за унапредување на правата на ЛГБТ луѓето, а тоа е воведување на сексуалната ориентација и родовиот идентитет
помеѓу сите други основи на дискриминација. Тоа се вака едни два примера во кои јас директно сум вклучена како пратеничка и мислам дека е тоа навистина еден момент на напредок на учество на граѓанскиот сектор, на граѓаните, преку соработка со пратениците и пратеничките во собранието, за кои можеме да кажеме навистина дека веќе да покажуваат некои резултати и мислам дека тоа е вистинскиот пат по кој ние треба да делуваме и како функционери на локално, на централно ниво со директна, постојана комуникација и соработка со граѓанскиот сектор. Инаку тоа исто така формирањето на ЛГБТ групата беше поздравено и од соодветната група за ЛГБТ правата во Европскиот парламент и беше и внесено во извештајот на Европската комисија како навистина значајно достигнување на Македонија во овој период. Јас би била вака куца тука ќе завршам со дискусијата, доколку има некои коментари или прашања, се разбира останувам да одговорам или да ги издискутираме. Само ќе се извинам однапред, бидејќи по некои други обврски со колешката ќе мораме да Секако ве молам, задржете се овде уште неколку минути, бидејќи како што е редот, после секое излагање би сакале да отвориме неколку минути или после секое едно-две излагања да отвориме по неколку минути коментари од нашите гостинки и гости, при тоа би сакал да кажам дека и господинот Филип Темелковски е тука, градоначалник на Кисела Вода, кој да го информираме дека е добре дојден да проговори на овие теми, а во меѓувреме да се информира од нашите материјали за тоа што се говори денеска овде. Повелете вие, Гоце Марковски, се јави за збор. Доколку не се лажам, вие сте од самото формирање во политичката партија Дом. Политичката партија Дом е на власт колку години? Претходно беше заедно со ВМРО ДПМН, сега со новата власт. Дали не чувствувате лична одговорност што е на така ниско ниво свеста на кај граѓаните околу сите овие европски зелени вредности? Претходно во извештајот кој што го презентираше Билјанов, кој што тие го работеле со тези групите, видовме дека граѓаните лоцираат дека исклучително ниско нивото на свеста за сите овие европски вредности. Тоа ми е првото прашање до вас и докаде е постапката со закон за минерални суровини, кој што беше во собраниска процедура, па потоа немаше кворум и со тоа би сакал да прашањето, да. Точно е дека Дом постои веќе 13 години. На почетокот не беше профилиран како зелена партија, тоа се случи после 2-3 години од постоењето, така што во изминатите години ние имаме јасна зелена идеологија и од пред 2 години, помалку од 2, сме и полноправна членка на Европската зелена партија, затоа што сме вреднувани од нив, ја поминавме целата таа кандидациона процедура од неколку години и сега сме полноправни членки таму со право на глас. Значи, го испуштивте само периодот дека Дом некои 2,5 години беше во опозиција, бидејќи Дом беше, партија која значи од 2006 до негде 2014 и потоа до формирањето на новата власт бевме во опозиција. Како што знаете, Дом беше единствена партија практично која ја напушти тогашната коалиција предводена од ВМРО ДПМН заради незадоволство на членовите од реализирање на програмските заложби на Дом во таа коалиција и се разбира за членовите зборуваме и нашите симпатизери. Може да не ја прекинете? Ќе останам и за вашите прашања. Така што тоа исто така беше нотирано во извештајот на Европската комисија дека е тоа значаен фактор кој помогнал во надминување на политичката криза и овозможување на демократските реформи во земјата. Тоа е што се однесува на Дом. Во однос на свесноста, еколошката свест кај граѓаните, јас мислам дека
значително во изминатиот период оваа свест е зголемена. И јас, например, околу тие податоци не би се согласила со овие оценки 1-2, затоа што точно знам која беше еколошката свест пред 8-9 години и каква е сега. Пред 10 години беше, како да ви кажам, ние бевме подложени на исмејување кој ќе кажевме дека се зелени, и тоа се подразбираше во еден друг негативен контекст. Апсолутно. Во однос на еколошки теми, свесноста во јавноста беше вистина на многу минимално ниво. Сега имаме сосема поинаква, многу зголемена свест кај граѓанството, и оттаму и потекнуваат сите овие и граѓански иницијативи, издруженија, постојан притисок на институциите, заложби за да се реализираат некои од тие значајни за луѓето, за нивниот квалитет на живот, еколошки проекти. Јас мислам дека тоа е можеби еколошките теми се едни од најважните и кои што ги мотивирале граѓаните практично да се здружуваат, да протестираат, да предлагаат решенија, да влегуваат во работни групи со надлежните институции, така што мислам дека во тој дел на растење на еколошката свест кај граѓаните се разбира дека се уште треба на тоа да се работи, не велам дека е одлично, но мислам дека има голем раст на тоа поле. Би рекла дека можеби кај политичарите е пониска еколошката свест отколку кај самите граѓани. Но со притисокот и со барањата на граѓаните едноставно и надлежните институции ќе мора да одговорат и да испорачаат она што е потребно. Во однос на Законот за минерални суровини, да, Дом е предлагач на тој закон, значи пратеничката Поповска и јас го предложивме со поддршка на 11 пратенички и пратеници во Собранието од коалицијата на СДСМ, независни пратеници. Законот стигна до една фаза после многу дискусии и во Собранието и јавни дебати во медиумите, во пошироката јавност, до својот крај на процедурата, значи потребно е само уште да се стави на гласање за да се едноставно сите пратеници да се изјаснат, бидејќи на последната пленарна седница кога беше ставен на дневен ред, едноставно некои од пратениците ја напуштија салата и практично немаше кворум за да може да се гласа. Ние и понатаму, знаете, пративме и писмо и до Собранието, правиме едноставно лобирање и самите граѓански иницијативи кои што исто така со соработка со нив се работеше целава ова процедура околу законот, тие учествува исто така, тоа е еден добар пример за граѓанско учество. Во Собранието имаше јавна расправа на оваа тема и навистина ова законско решение доби поддршка од граѓаните. Јас очекувам дека во овој период законот ќе биде ставен, односно таа седница ќе биде ставена на дневен ред и навистина очекувам дека ќе добие поддршката потребна за да помине, бидејќи е во интерес на заштитата на животната средина и на здравието на луѓето, и тоа е нешто за кое во изминатата година-две видовме голема заинтересираност и посветеност на граѓаните, особено од источниот и југоисточниот регион кои што се најзасегнати од овој проблем, за да се заштити едноставно животната средина и нивното здравје во регионот каде што живеат и дополнително да се заштити и нивниот економски и социјален статус, бидејќи најголем дел од граѓаните во тие региони живеат од земјоделие, живеат од туризам, што е некомпатибилно практично со рударството, особено со рудници од отворен коп кои користат цијаниди и сулфурна киселина. Да го поканиме градоначалникот на општина Центар, господин Богдановиќ, Саша Богдановиќ, го знаеме и како активист и како истакнат борец за слобода и демократија, кој во квечерината на предходната власт покажа една силна пожртвуваност, би рекол, која секако дека ја помниме, но сега е во функција на градоначалник, што е многу често и неблагодарна позиција, особено ако зборуваме за општина каква што е Центар.
и можеме да зборуваме и за период од година дена. Сега се навршуваат година дена, односно славите годишница од доаѓањето на челната позиција на оваа многу важна општина во главниот град на земјата. Па имате ли повеќе причини да славите или да се жалите и се разбира за другите аспекти на вашето излагање? Повелете. Добро, благодарам Џабир. Најпрво да ги поздравам сите присутни и да се заблагодарам за поканата и можноста да учествувам во оваа дискусија и оваа конференција, со тоа што би подискутирале за некои разни прашања. Ќе се потрудам да бидам што е можно пократок и попрецизен во некои излагања своји. Тоа што напомена Џабир, да, точно пред неколку дена поминавме една година од мандатот и дадовме еден вид на отчет, што е тоа што сработивме во изминатиот период, но и што е тоа што треба да завршиме во наредните 3 години кои што ни предстојат. Убаво кажа соговорничката пред мене за во врска дека сите работи треба да ги решаваме систематски, од почнувајќи, ајде да кажам, од локално ниво, во учество на локалната самоуправа, тоест општините, па до нивните најмали клетки, местните заедници, урбаните заедници, граѓанските иницијативи, граѓанските здруженија, формални и неформални, во кој што ќе треба нормално да направиме еден систем или еден пакет во кој што заедно потоа не само што ќе оставиме на хартија во нашите програми и, ајде да кажам, предизборни, но и потоа и програми за работа на самите општини, но истото тоа треба да го испрактикуваме на многу повисоки нивоа и потоа истото тоа и назад. Зошто го зборам се ова? Ние последна година, ајде да кажам, владење во општина Центар и раководење со општина Центар, имавме претходно едно 11 годишно раководење на централно ниво, но и 13 годишно раководење не пред мене ни пред Андреј, со кое што на некој начин сите овие работи за кои што збориме беа унакажани, и тоа ќе го кажам од неколку причини, бидејќи вие кога се трудите за да воведете некои вредности, односно да воведете, да практикувате некои пракси кои што тогаш кои што за сега ги зборуваме, претходно биле уништени и затоа сме дојдени, затоа се случуваа сите оние протести и активности, за да може сето тоа да се промени. Чисто ќе давам еден пример, еден од главните улоги на градоначалниците, односно советите во општина Центар, работата на општината е да ја уредува, да кажам, секоја населба, секоја градска четврт, општината, со тоа што носи детални урбанистички планови согласно генералниот урбанистички план, и со што го уредува начинот и на кој начин ќе живеат граѓаните во дадената населба или општина. Ние имавме случаеви да во периодот од 13 години на локална власт ни се случуваше да еден детален урбанистички план, кој што најчесто се менува на 5 години, толку му е рокот на траење или се надополнува, само во една година е менуван 4 пати. Нормално и тука ќе видите дека не е земено ниту барањето на граѓаните, ниту некои нормални вредности кои што треба да се практикуваат пред планирањето, него само заради задоволување на нечии интереси. Потоа ќе видите дека законот за градење е прилагодуван 11 пати, се со цел за да се прилагоди, за да има повеќе развој, градба, кои што потоа предизвикуваат други проблеми за кои што дискутираме денеска. Например, ние по доаѓањето на позиција го спремивме и тоа е за прв пат е воведено во една општина, тоа е мораториумот за градби, што значи отпочнување на сите нови постапки. Нажалост имавме неколку наследени постапки кои што претходно биле започнати до одредени фази во кои што се што ќе направите потоа може да предизвикува било какви правни последици за општината, а веќе имавме неколку такви од претходни, ајде да кажам, оставени аманети од претходните градоначалници. Тоа скапо ја чинеше општината, зборам во финансискиот дел, со што ви се крадат па средствата за да можете другите работи нормално да ги функционирате. И ова сето го работиме веќе, ќе наближиме една година и од тој мораториум, каде што, например, доведовме една одлука за неизвршување на нешто што било штетно, но зашто го кажувам и убаво кажа пред мене соговорничката, се да треба да функционира како систем.
Секако е изменет законот за урбанистичко планирање, многу ни е полесно во самите планови да ограничиме во која парцела треба и колку треба да има зеленило. Односно, ако е предвидено 25 квадрати зеленило за еден жител, ние ќе земеме таа градска четврт што ја планираме, ќе предвидиме дали точно на терен, согласно за катастарот што ќе биде изработен, дали треба да предвидиме повеќе зелени површини со тоа што ќе намалиме во корист на тоа што би се градело, но и таму кај што ќе се дозволи градба 20% да биде предвидена зелена површина. Бидејќи до сега беше злоупотребувано и правилници и детални урбанистички планови, но и законот за градење каде што се даваше максимална искористеност за градење, што нормално на секој инвеститор или секој што е изведувач му одговара, бидејќи ќе добие поголема квадратура. И со тоа мислам дека ќе се стимулира и самите луѓе кои што го бараат, односно кои што работат и градат на територија на општина Центар, да вложуваат, односно да размислуваат и самите своите проекти кои што ги работат да предвидуваат повеќе зеленило и со тоа и тие директно да бидат обврзани за да помогнат во животната средина. Нормално ние како општина наша одговорност е да влијаеме за зголемување и одржување на зелените површини и тоа е нормално дека го правиме и го практикуваме. И се надевам дека во периодот кој што ни предстои до сега, но и во наредните 3 години ќе успееме да надокнадиме сето она што беше уништено од претходно. Таму каде што ќе можеме, сепак можам да кажам дека и има разни идеи и решенија со кои што ќе успееме да го подобриме тоа, бидејќи најчесто поголем дел веќе од парковите, например, кои што се на територија на општина Центар, посебно во строгиот центар, веќе се скроз бетонирани или на некој начин уништени, за кој што нормално и реагиравме. Тоа е еден процес кој што бара една сериозна и веќе ревизија која што се работи, не само на тоа како што се носени тие планови, од кои што ние потоа произлегуваме и правиме програми за работа, дали некаде треба да реагираме со зеленило, дали некаде треба да го смениме начинот и сообраќајот. Така да со завршување на сите тие работи ќе се спречи еден вид на уништување на градот, но и на самиот центар на градот кај што нормално се наоѓаме и ќе ни даде насоки како сето тоа да го подобриме. Зошто го зборам се ова? Ако вие во планирањето, односно тоа што ни е првенствена задача во општината Центар, бидејќи сите мерни активности, односно тоа мерење што се прави, дека најголемиот број од загадувачи се пред се домаќинствата, кои што нормално не им била понудена соодветна алтернатива, за да можат во текот на зимата, некои проценти се дека на територија на Скопје имаме од 80 до 100.000 домаќинства, се ова го кажувам тоа што сме го дискутирале на разни дебати и трибини, може да ви јасно колку се тие домови или луѓе каде што се загреваат, што се користи. Значи 11 години централна и пред тоа некаде и по многу повеќе. Никогаш кога се носел план, никој не направил математика колку луѓе ќе живеат тука со овие згради што ќе се изградат. Вие имате на пример 20 нови згради кои што имаат 200 до 300 станови, а 2 контейнери доле и нормално дека не е исто претходно куќи по едно или 2 или 5 семејства живееле, а сега имате 200 семејства кои исто фрлаат. И не може физички да се постигне, што е најтрагично и сега веќе кога се завршени или реализирани тие планови, немате ни простор ни можност каде тоа. Најчесто ќе видите контейнери кои што се поставени на места каде што се движат, например, пешаци, а тие се пешачките зони, односно пешачките патеки се наменети за движење на велосипеди и така натака. И тогаш затоа кога реагираме, односно пак ќе се повторам, треба системски да го решаваме тоа. Ние сега исто во таквиот дел на изработка, нормално во соработка и со граѓаните, со градот Скопје, но и со централната власт, правиме еден вид на систем со кој што би ја решиле таа проблематика. Бидејќи се спомнуваше тука и во делот флаерите велосипедски патеки и се, многу е лесно вие да земете четка и боја и да обележите велосипедската патека, например на делот улица, коловоз или тротоар, но ако имате, например, после некој време одобрена урбана опрема, ќе дојдете на пречка. Значи тоа треба да реагирате, да се правилникот да се измени, да се отрни и да се каже отприлика колку е растојанието.
Потоа, ако придвижувате, имате непрописно паркирани возила за кои што единствено е надлежно МВР. Ние сакаме да го измениме тоа со правилник, да се спушти на ниво на локална самоуправа, да го санкционираат комуналните редари или како се вика, или комунална полиција. Тоа е еден вид на разработка, затоа ни е потребна поддршката од собрание која што би го изменила законот, но и владата која што ќе одобри за да тие ингеренции бидат. Пример, ако продолжите понатака со велосипедот, ќе видите дека дел од инфраструктурата не е добра. Пак треба да реагира општината со тоа што ќе го направи целиот тој проект, а градот треба да го одобри. Затоа убаво каже и претходно мојата соговорничка, тоа треба да биде еден вид на систем со кое што ќе може на пример една зацртана наша цел да ја постигнеме заедно, бидејќи на пример ние сами како општина Центар реално не можеме тоа да го направиме и затоа и реагираме, покренуваме иницијативи и верувам дека ќе успееме тоа да го средиме. Денеска пред да дојдам имавме една средба од архитектонски факултет каде што имаше идеја, веќе ние тоа ни е во проектните задачи за работа на секторот за комунални дејности, дека на пример ќе ограничиме и движење на возила. Каква е ситуацијата? Најчесто луѓето реагираат кога ќе дојде камион, комбе, пикап кој што доставува роба до одреден маркет, кафичи и така натака и воедно прави блокада на целиот тој простор. Ние ќе има одредени одлуки кои што во пракса не се спроведливи. И на пример доколку реагирате до полиција, полицајецот ќе ви каже да, ама треба да има сообраќајна сигнализација. Повторно предизвикува дека треба да се направи проект. Затоа ви кажам, сите овие проблеми се треба и ги ставаме веќе на куп и потоа треба да дојде до нивна, да кажам, реализација. Затоа е битна учеството и на сите овие, да кажам, наброени фактори, но пред се на граѓаните, бидејќи на пример ни се случува да при изведување на одредена улица може да ја завршиме за 15 дена, да го изгребеме асфалтот и само да ставиме нов и ќе кажат ќе исечеме лента, ќе се сликаме и ќе кажат луѓето да веќе немаме дупки. Но ако предвидиме на пример дека таа улица доколку целосно ја измениме и поставиме простор каде што во истиот канал ќе помине оптички кабел, во истиот канал ќе помине гасоводна мрежа или не знам од друг некој, да кажам, кабловски оператори, тогаш сме го решиле проблемот во тој дел, за да нема утре разни видови на прекопи, разни видови на повторно појавување на тие дупки или така натака. Затоа, например, граѓаните ни реагираат, ама кога ќе им го објасните сето тоа и ги вклучите во процесот на одредена постапка, ќе им стане појасно дека тоа е устварија за нивно добро. Така да треба реално да се користат сите алатки, што потранспарентно да се објавуваат насоките, да се користат сите можности за комуникација, одговори, средби со граѓани, медиуми, невладени организации, каде што заеднички треба да наоѓаме решенија. На крајот од криштата, најголемиот дел, ние имаме позитивни законски прописи, многу добри, кои што само можда треба да ги допрецизираме, измениме. Тоа треба заедно да ги покренуваме некои иницијативи, но на крајот, за да ги спроведеме, треба само да ги спроведуваме за да на крајот да постигнеме целта која што ја посакуваме. Јас се надевам дека во изминативе година дена успеавме голем дел од работи да промениме и подобриме. Факт е дека во овие година дена решаваме навистина проблеми кои што се оставштина или да кажам од многу години претходно. Тоа е повторно заради да кажам нефункционирање на целокупниот систем. Само еден податок ќе ви кажам дека ние во текот на денот од 3 до 4 часа губиме, зборам најтесното раководство на општината, во соработка со дел од институции кои како ОЈО, СЈО, финансиска полиција и се, што е во ред. Треба да се ја завршат работата, да се истераат, ама на пример вие времето кое што ви е наменето заради некои покрупни проекти кои што треба да ги спроведете во општина Центар, мора да ги завршите заради да кажам расчистување на некои работи кои што се случувале во минатото. А една работа да се докаже треба најмалку од 3 до 4 години. На жалост такви се процедурите, такви се постапките, за на крајот заврши со судски епилог. Ние во општина Центар веќе некои ги завршуваме. Имавме една, може да кажам, прва сме општина која што успеала да врати пари. Дај Боже да се продолжи во тој тренд, да не можеме, да не треба уопште да очекуваме средства никаде, него само да се вратат тоа што е земено и да можеме тие средства повторно да ги вратиме кај граѓаните.
но пак ќе кажам, добро е што го правиме сето тоа и на време да ја информираме јавноста за да биде запознана и што се случувало и да видиме во тие грешки да не се повторуваат. Сега само уште на кратко, многу од луѓето кои се носеле тие планови не биле свесни со таквите планови, на пример, што ќе им се случи понатак. И баш тие нереакции или нетранспарентно работење на крајот довеле да сега некој друг мора да ги оправа тие грешки, односно да ги исправува. Можда една од причините и можда заради тоа што се реагираше и се протестираше беше баш заради тоа затоа што преку ноќ се менуваа некои работи, ви едноставно не знам, од нешто што било парк или нешто што било предвидено за паркинг место или не знам што, одеднаш било уцртано, луѓето нормално или немале можност или не се разбираат, бидејќи некој треба да им го објасни тоа. Ние имавме неколку такви борби на територија на општина Центар, ама едноставно тоа веќе поминало, завршено, вие и со што се вика и да протестирате и со жив зид имале механизми како тоа може сето да го отстранат. Но тука сме, работиме, да ги менуваме, да ги исправиме, потребна е поддршка, потребна е дискусија, критика, да си кажеме отприлика што до кај сме, бидејќи на пример еве јас ќе дадам еден пример, ние имавме еден таков протест и успеавме тогаш во опозиција да спречиме изградбата на катната гаража во Авто Македонија, кое што требаше да го доуништи тој дел, каде што живеат граѓаните од Зелено пазарче. Таму нели се изгради зградата на Елем, пред тоа уште Карши Бристол, каде што беше уништен целиот тој дел и ова беше капакот на се, каде што луѓето требаше скроз да бидат изолирани со еден блок кој што тотално требаше да го уништи нивниот начин на живење, да не зборам за безбедносен аспект, да не зборам за екологија, да не зборам за слободни површини, да не зборам скроз. За статика. Милион причини кои што, али луѓето на пример кога се правеле тие детални урбанистички планови или не биле информирани, или пак тоа се било многу брзо, или пак тие што биле информирани реагирале, ама немал кој да ги слушне, или па не сакал да ги слушне. И едноставно баш за таму, ама ги јавсе знам да. Од оваа страна во зграде или се таму. И сега на пример дојдени сме во ситуација на пример на луѓето дека треба да им објасниме, видете, тоа е уцртано, одобрено и уплатени се на пример комуналии, кои што општината на пример ги трошела за одредени проекти. Сега јас како градоначалник или како општинска администрација ги поништуваме тие, наоѓаме правен, бидејќи сепак тој се стекнал со одредено право, да го поништите и потоа треба да вратите средства, бидејќи може човекот на крај ќе види дека не сака да допуштите и да се откаже од градба. Но мора да им објасните граѓани дека тие например 300-500 евра сега нема да ги пренасочите утре да им го подобрите паркот, него едноставно ги пренасочувате да ги вратите за да спасите нешто што можело да се спаси. Али на пример ако не им го објасните тоа на граѓаните, не ги соберете или не искомуницирате со нив, тогаш они ќе кажат ти си неуспешен градоначалник, а усвари ти си направил нешто што си го спасил за навек, ајде да кажем. Затоа е битна таа дискусија и овие конференции и дебати за да може нормално да се дискутира. Ја би сакал едно повеќе реторичко или символичко прашање да поставам, а тоа е има ли шанси да се очекува барем делумна демонтажа на Скопје 2014 во општина Центар или тоа се само убави соништа на илјадниците луѓе кои протестираа против делумно, се разбира меѓу останатото и против Скопје 2014. Добро, ние ајде да кажам ги имаме спакувано дел по дел. И сега што е моментот, тоа е често моето омилено прашање и одговор кој што сакам да го дадам. Знаете, желботеката за да се расчисти е под неколку точки. Едната страна е некој сака трнем ги да не ги гледам, расчисти со тоа, сруши го тоа, се, но пример кога ќе дојдете во некоја таква постапка, имате па друго, да ги вратат парите. Значи, вие треба да докажете дека одреден споменик, градба или било што е направено, дали тоа е направено согласно тоа што е предвидено во јавната набавка која што тогаш била спроведена. Потоа дали од луката средствата биле транспарентно донесени. Потоа дали планот каде што било уцртано е согласно одредени критериуми, безбедносни и така натака.
Нас најлесно ни е булдожерот, поруши се, расчисти, али со тоа уништуваме доказен материјал кој што се уште се испитува, се истражува. Мислам дека во одредена дискусија кажав дека, например, за еден процес да се докаже не кај нас, него и во странство треба од 3 до 5 години. И, например, се имавме на таква интервенција, каде што нашите инспекцијски служби во соработка со Општина Центар отстранија еден споменик, кој што беше донација од, не знам, Палјорци или кај беше таа некое здружение. Нормално ние знаеме дека тоа е фантомско здружение, но правно си запазивме, се обративме до градот Скопје и на крај утврдивме дека споменикот на ќосето е поставено мимо дупот, односно требало на едно место, е поставено на друго и тоа не беше основ за отстранување. Имаме и други забелешки за таквите споменици кои што не се ни по план, ниту па кога се правеле по план, нити се запазени некои процедури на кои што може правно, но сепак тука се потрошени државни пари. И сега за најголемиот дел од тие објекти ние правиме, не ние, него институциите заедно со нас, како што е СЈО, ОЈО, финансова полиција, прави одредено, ајде да кажам, испитување дали е тоа навистина вградено и дали навистина се потрошени пари. Ако ние тоа го уништиме, фактички бришеме трагови. Затоа многу е предпазливо. Еве уште еден пример што сакав да го кажаме, дека на пример ние целата документација согласно Законот за архивско работење, на пример има документација која треба да чуваш 1, 3, 5 или не знам колку години, зависно од која карактер е документацијата. На пример нас ни е кажано дека се од 2006 треба да складираме, да спакуваме. Паралелно сега што предаваме доказан материјал на пример во надлежните институции, сега ја архивираме за да може убаво да подредиме се и дополнително на пример администрацијата ја користиме за да може сето тоа убаво да го складира, бидејќи најчесто ни се случувало да голем дел од доказен материјал бил уништен или бил однесен на несоодветно место. Среќа што наоѓаме начини како дел од тие работи да повратиме. Пак кога ќе заврши целата оваа постапка со нов детален урбанистички план кој што ќе биде предвиден повторно со граѓаните, ќе се предвидат сите оние работи кои што се уништени, да видиме сето тоа што може да го вратиме и да, ајде да кажам, тоа што го имаме како фактичка состојба, тоа што го сакаме, можеме да го склопиме на крајот да им понудиме еден нов изглед на градот. Пак ја напоменам, Скопје 2014 е монструозен план, бидејќи е изведен, испроектиран на некој начин желботеки кои што се поставено, кој сакал хотел, кој сакал ова, кој сакал споменик. И така беше поставено, но има една интересна ситуација што Скопје 2014 како проект не постои. Сега ќе кажам зошто не постои, бидејќи на пример за поставување на споменици одговорно од битни за државата е одговорно собрание. Предпоставувам, бидејќи во собрание дел од тие работи се гласаат со Бадентер, се заобиколува процедурата. Исто во Скопје се гласа со Бадентер, се заобиколува, се е терано преку Општина Центар. Ама не е како цел проект на изгласан, донесен, ставен во одредена програма, него се е како со една одлука на влада, со една одлука на министерство, со одлука на... Да бевте, веројатно сте запознати околу случувањата со парцелата кај Мајчин дом, тоа е во општина Аеродром. Да бевте вие, на местото на градоначалникот на Аеродром, ме интересира како ќе постапевте во тој случај. И дали во општина Центар се предвидени некои кампањи за подигнување на свеста кај граѓаните за сите овие зелени вредности и што правиме со селекцијата на отпад во општината која што раководи? Добро, во делот со првото прашање ја наследив ситуација каде што добар дел од работите беа завршени. Што значи тоа? Веќе започнат проект, дадени одобренија, дадени согласности. Едноставно беше дека проценката што и било да трнете во расчистување, односно спречување на таков проект може да скроз да ја уништи општината. Второ, по дискусија финансиски, второ, по дискусија што имавме, знаете дека на тоа време, на тој простор имаше една огромна јама која што беше ископана, предпоставам, претходниот сопственик на земјиштето и таа беше потенцијално мочуриште.
ние како општина и како град Скопје, бидејќи таа сообраќајница која што треба да се реши подземна е премногу скапа, ги разгледавме сите можности кои што ни беа ставени на располагање и веќе кога нешто беше започнато и да кажам најголемиот дел одобрено, едноставно не можете да го спречи. Ние фактички само ја одобривме сообраќајницата која што беше и одреден дел од објектите кои што требаше да се искомплетираат за да, бидејќи условот за да се изгради таа подземна сообраќајница беше целиот проект во пакет. И тоа го повторувам, што е тоа што го наследивме, на жалост едноставно не може да го спречите, но сепак тој проект како што го гледавме, како што работевме, на крајот кога ќе се заврши, на вистина во целина, ќе добие едно, да кажам, и растаретување и на сообраќај и на се, и ќе на крајот ќе реши еден проблем во градот кој што со години никој не успеал да го реши. Дај Боже државата да биде малце побогата и општините и градот за да можеме ние да ги финансираме тие работи, но на жалост не можеме. Што се однесува до второто прашање, не можам да знам проблематиката на деталниот план или маркицата која што се наоѓа кај Мајчин дом. Тоа пак ќе го кажам, грешката е многу поназад направена. Некој ја уцртал, некој ја продал таа маркица, некој се стекнал со тоа право да има право на градба и сега вие сте дојдени пред свршен чин. Гласал во Совет, одобрил, што е најтрагично сега гледате луѓе што гласале, протестираат против тоа. Мислам, ние тоа сме го гледале во центарот на која беше за црквата, за демолирањето. Нема врска целата позадина што беше и се надевам дека конечно ќе има и судски епилог, ама веќе некои работи е касно, што и да правите. А тука е, например, се гледаат неколку работи правни. Значи, прво, приватна собственост. Човекот вложил, кредити земал, едно друго. Се согласувам и сме комуницирале со градоначалникот на општина Аеродром дека и он е против. Ама моментот е што во тој момент кога се организираа протестите и кога реагираше, да кажеме, ние како коалиција, тогаш никој не реагираше. Многу малку. Сега ќе ви кажам друг пример, што кажа, јас бев еден од луѓето кој што беше приведен кај паркобраните. Значи, завршена работа, одобрение подпишано, тогаш и министерство ги дава, бидејќи се од државен интерес. Паркчето кое што беше тука. Луѓето кои што живеа, ние така добро се организиравме. Дежурства, активности, сервис, играње табла, за да може луѓе да се мотаат. Тука обично луѓето се не заинтересуваат, кога им се случи тоа, после кукаат. И ние имавме листа на телефони од сите околни згради. Кога почна првиот ден на сечење дрва, неколку луѓе се трнаа на страна и почнаа да им звонат на луѓе да се симнат за да може да го спречат. Верувајте, никој од околните згради не се симна. Таму протестиравме луѓе од Капиштец, од Дебар Мало, од Буњаковец, од можеби од друга општина која доаѓаше да не прави друштва, никој не сакаше да се симне и да реагира, да се избори тоа да се спречи. Па потоа ајде рековме ги исекол, уште ќе продолжиме, барем засадивме дрва да продолжи до крај. Значи вкупно траеше отпорот 40 дена. Како да осеќавме дека ќе се случи, бидејќи тоа обично го правеа за празник, сечењето на дрва, ако не се лажам, беше на Илинден, кога нема жив човек у Скопје, и потоа уште на некој празник беше, ние поставивме камера горе, барем знаеме ќе ни уапсат, знаеме ќе ни степат, знаеме ќе тоа, да барем еднаш за секогаш некој да го сними тоа, да се документира. Организиравме протести, рушевме тараби, кршевме не знам што се го направивме тоа, дури луѓе се стекнаа со пријави за кои што после и санкции претрпеа. И на крајот видите до кај дојде целата работа. На крајот дојде до отфрлање на плановите. Ние се соочивме со тоа што ни се случи 2013 година. На кратко, пак ќе кажам, не ја знам целосната проблематика, најдобро е да се седне, да се понуди, тука треба да интервенира и државата, бидејќи ние во центар имаме такви нагазни бомби кои што ни се на жалост во наследство од претходно, шпанските скали за кои што имаме поништени решенија, ама не можеме да му го земеме неговото право. Го откупил, државата му го продала, си платил човекот. Дали било ово или оној, не требало државата да го дозволи. Ние можеме да наоѓаме начини да го спречиме, но еден ден ќе се исцрпат сите можни правни средства, трајно не е решен проблемот. Сметам дека треба да се седне и дека треба да се најде некој обештетување, дали со друга локација, дали со средства и така натака. Како што спомнав катната гаража, јас сум ја спречил да се гради, но човекот си има
уцртано катна гаража и тој може утре ќе дое некој кој што не е Саша ќе каже извини, ќе му дозволиме тоа да се работи. Значи тие некои работи треба да се решат посериозно и систематски. Ние сме дискутирале повеќе пати на таа тема и се надевам дека ќе се најде трајно решение за тоа и сите тие работи да бидат да кажам тргнати. Што се однесува до селекцијата на отпад, ние во 2019 во нашите програми веќе планираме еден вид на поставување на контейнери и канти за селекција на отпад, но и одредени мерки за покренување на свест. Бидејќи ние веќе имаме такви контейнери поставени заедно со Пакомак и други институции, одиме и до таа крајност при собирање на одреден отпад, дури да доаѓаме дома кај луѓето, пример за електричниот отпад со наши возила тоа да го собираме со наши активисти, со активисти на здруженија, ама едноставно гледаме дека треба повеќе да работиме. Во делот од кампањата што ќе предвидиме ќе бидат и такви масовни акции за чистење, за собирање и спроведување една од, да кажам, критики позитивни, но и да кажам така да се изразам, ни беа лекцијата што ни дадоа амбасадорите дека они како представници на странски држави се засука ракави и тоа го правеа, тоаш можеме и ние. Дури имаме некои методи на кои што сакаме да ги предизвикаме граѓаните со некоја награда или со некој вид на доместок, да ги стимулираме да го правиме и тоа ги разгледаме. Веќе тој систем мислам дека е веќе затворен, треба од 2019 да почнеме да го реализираме и со тоа нормално да го намалиме. Пак ја напоменам, тука е пак предвидено и планирањето, наведено е да се стават поголем број на корпи согласно бројот на граѓаните, потоа расчистување со оној енормен вид број на кафани кои што ги имаме на територија на општина Центар, кои што немам ништо против некој да работи, но пак задоволи ги елементарните услови. И во случај да сакаш да работиш, тогаш ќе треба да се донесеш и план, програма, каде што самиот ќе врши селекција, не можеш да го користиш нешто што е наменето за граѓаните. Бидам искрен, фали многу, доста више со онаќе. Ја мислам дека Саша, барем по она што го гледаме, бидејќи ја живеам во Центар, тренутачно што вика моментално, како домозакално, и гледам што се прави на самата општина и тоа е за еден мал поздрав. Меѓутоа, што е, каде е горливиот проблем? Премалку се спомена Саша дека одредени само две работи, бидејќи тоа е исто битно и за нас. Значи, кога беше проблемот со зградата во Кај дом во аеродром, тогаш излегува информации, тоа мислам од новинарот Гоце Трпковски ги изнесе, кај ги нашол не знам. Тоа е една иницијативите, бидејќи ти си во Центар, име од Киселовод и другите градоначалници, кои што се повеќето од истата опција, дајте ние да видиме граѓаните, кои се плановите, каде ќе се градат згради, бидејќи јас имам информација, а тоа би сакал некој да ме оспори таа информација, дека сегашната ситуација како што е изградено Скопје и како што се гради, за 30 па до 40% ќе му се промени фацата, значи буквално ќе видиме уште толку за грози. Еве јас живеам во Аредром, треба да живеам уште некој време. Јас бев на протестите сега пред Мајчин дом, меѓутоа го кажа ви горе на маса, ќе го кажам и вака. Кога 5+6 плюс поткрови беше планот во Аеродром, сите викаме и инвеститорите, бидејќи тоа беше инвеститор, ние собственици, општина. Општината вика ние донесуваме план, некои лобисти од самите станари да добијат 2, 3, 4 стана, голи голтари, сега добија по 4 стана, ја добија 2 стана. И сега нас ни смета Мајчин дом кој што е така. Значи, ќе ви кажеме на работа. Прво имаме дволичност во граѓанство, помеѓу граѓаните. Тоа треба да кажем, ја тоа јавно кажем. Јас не може писар пријателот мој да пишува против тоа кога и он има 4 стана. Мислам, ајде, да не биде виски. Втора работа. Ниједна од општините во Македонија, бидејќи го работам тоа малку подолго, не прифати зелена столница од нас граѓанските. Тоа е голема критика. Сорос поддржуваше ресурсни центри во општините, ни таму не влезе да еден активист кој што се бави со оваа тема, јас сум 12 години, да седне таму. Не можеме Рачани да биде дволично од една страна, незината прехнал председателка да биде со Тони кој што се залагаше во Велес да се изгради, да се продолжи со изградба на топилницата, а од друга страна да се облекува девојче пред Колиди, пред камерите да каже дека он се бори против топилница. Значи дволичност на политичарите. Македонија 12 години, јас не знам тоа, Министерството животна средина и екологијата е колатерална штета. Да не се лажеме, а тоа е факт. И сега, ние може да правиме паркчини и паркови. Меѓутоа, од друга страна, мој предлог е тика од Центар, собери ги сите градоначалници, отворете темата, дајте да видиме да се промени
Бидејќи за овие теми што викаш овој што има зградата кај паркот, кај Автомакедонија, тој ќе изгради ден, утре Саша нема да види. Зошто да изгради? Па да ти да кажеме, ако имаме граѓанска моќ, предпоставам имаме се уште, се надевам, што ја чисто сумјам, дайте ако имаме граѓанска моќ, да сите они кои што се релевантни, кажете го тоа јавно. Јас разбирам на ваквите настани ќе го кажеш и првиот градоначалник и третиот. Меѓутоа тоа се све, мислам дека Морачи не беше оправ дека одредени организации се станали мојата организација, каде што во време на време ќе помине проектот од ајде што нов проект, само ќе ви кажам еден податок, што е страшно. Само за 6 години во Македонија, по основ на европски пари, кои влегат за еколошки проекти, бидејќи уште го работам тоа, 42 милиона евра земале граѓанските организации. 42 милиона евра. А ние знаеме дека ние работиме меки проекти, во смисла мониторинг, евалуација, критика на ова, протест на ова. Значи, ја пред се поидувам од фактот дека ние граѓанските организации сме тие кои што треба прво да изградиме. Се надевам дека ова е, бидејќи голема тема и сеопшта, а предпоставам дека повеќето од вас знаат дека ја водам и банката за храна на волонтерска основа, значи не зимам пари за тоа, него сакам да се постигне еден друг систем, меѓутоа не е далеку од оваа тема екологијата, бидејќи давајќи им пакети на тие што реков и кај Билјана кој ме прашуваше, пакети на луѓето им кажуваме следниот пат ќе донесам пакет, ама ќе го собереш џубрито да ми дадеш и кебичката. Ако не друг пат нема пакет. Меѓутоа и Сашо ми е еден од амбасадорите против гладот, кој што покаже една огромна хумана свобода и кој беше директор и претходно како активист и сега како градоначалник, кој што дава значение и на таа да речеме еколошка компонента на целиот процес, така да за кратко време ќе имаме и друга акција. Тоа е мојот предлог. Плановите на Сунце, да видиме што е како. Дволичност нула, толеранција нула, кога се однесува за екологијата или за здравата животна средина. Останатото треба, мислам дека и вие како градоначалници не се секирете, има, ја ви се слуша гласот. Пред инициатива 30 градоначалници седнам листа маса од целиот регион. Така да ни парламентот, ако ве седнете вие со градоначалникот од Јагодина, од Приштина, од Корч, ќе ве слушаат. На дискусијата на Душко еден вид на некои подпрашања. Да, токму тоа се случува. Мислам дека прв пат се случува Општина Центар да одбие план. Тоа беше еден план кој што беше започнат од претходно и прв пат да усвои план каде што граѓаните се согласија да се намалуваат висини. Така да не се согласувам со приказната, нормално секој си го гледа материјалното добро. Сите сме на некој начин себични, сакаме да добиеме повеќе за нас. Ние имавме, не беше тоа голем блок, мал блок, каде што на луѓето им кажавме има постоечката состојба 5+2 плюс подкрови, и ми рековме луѓе дај подкровието да ви го избришем, бидејќи фактичката состојба веќе најголемиот дел 5+2. И се имаше реакции на луѓето, но кога седнавме да им објаснуваме што значи тоа, уништување, понатака едно друго, генерално сите се согласија и ни помина планот 5+2 без никакви реакции. Имавме одбивање на план, каде што имаше предвидено енормни висини и рековме дека едноставно таму не можеме да дозволиме такви работи. Али најчесто граѓаните се прашани со тоа што нормално вие дека треба да им понудите нешто за возврат. Јас ќе дам еден пример, населбата Пролет е стара населба во Општина Центар и е убаво испланирана. Ние често сега као помлад учам и јас некои работи, вика додека имаше комунизам, имаше и урбанизам. И стварно е така. Вие ако го видите Пролет, значи ај така да кажа, на комунистичка населба, бидејќи 40-50 години, како е убаво испроектирана. Мали згради, 3 спрата, плюс подкровје, паркинг место, школо, паркче, зеленило, милина. И сега луѓето, после толку години, бидејќи таква е ситуацијата, не може да обновуваат кровови фасади, вика, дајте ни плюс 2 спрата нагоре, приватниот инвеститор ќе ни направи лифт, ќе ни направи фасада, ќе ни направи супер. Ќе се задоволат, може и некој ќе земе еден стан или некоја просторија, но долека има нови 15 коли, долека има уништување бидејќи треба да се прошират на зеленилото кое што е пред зграда и едноставно веќе таа населба или тоа паркче го губи. И се ние за да се испазариме, издоговориме, така да искористам, ние викаме вака: дај да не дозволуваме
висини, може точно само кровот да го дозволиме за да се направи, бидејќи тие простори може да бидат корисни за вас, али ние ќе се превземеме одговорноста да ви ги санираме крововите, фасадите и така натака, и тука се договарате со граѓаните. Значи, точно тоа што се спомна дволичност, на луѓето е битно, ама дајте им и другата опција. Односно, разговарајте за другата опција која што може да се понуди. Тој план не е донесен, ама сега виќе во брзо време ќе биде ставено во дневен ред. И мислам дека ќе успееме, например, да избетонираме за наредни 5 години таквата ситуација тука. Истото важи за некои други места, нормално таму каде што има простор за развој, добро е да се даде развој, но сепак, пак ќе кажам, не со тие енормни висини и габарити со кои што може да се доуништи или да се измени Скопје. Не, окей, дека рековме плановите на Сунце за да може да се видат. Може и во тој развој да се гледа нешто позитивно. Некаде каде што имате стари и напуштени, односно стари куќи, луѓето најчесто се греат на јаглен, на дрва и така, и се предизвикувачи на со секој план, со секој измена, давање на некој развој, вие фактички воведувате топлификациона мрежа или газ. И скроз тоа мало веќе го тргате од мапата на загадувачи. Тија повеќе би сакал да се осврнам на поканата што ја добивме или поточно на самата конференција. Пред се благодарна за поканата. Кога ја гледав и агендата и самата тема, тоа горе-доле е се што е ингеренција на градоначалниците и на општините. Нашата ингеренција, често пати знам да кажеме, како станувате од Сабајле, се што гледате е ингеренција на градоначалникот и на општината. Дури веќе тоа што не го гледаме воздухот е наша ингеренција. Но многу повеќе би сакал да говорам по однос на граѓанското учество и демократските реформи и што може ние како општини да направиме. Тоа е ние што го пробувавме во општина Кисела Вода и сметам дека оваа година веќе ни дава и резултат. Во моментов ние ги имаме средбите со граѓани, пурбани и местни заедници, каде што говориме за буџетот 2019 година. Нормално кога ќе ги завршиме и тие средби се планирани и средби социјални групи, како што се и невладините организации и граѓанските здруженија, за да може да ги уклучиме сите заедно во буџетот. Тоа е едната од алатките што ние како општини ја имаме за да може да ги уклучиме граѓаните што повеќе во носењето на одлуките. Друга работа што ја имаме ние на располагање, а што многу ретко се користи, се тие совети што се пурбани и местни заедници. Нашето искуство од минатата година покажало дека таму каде што се избрани советници, пурбани и местни заедници, кои што си ја сакаат работата и општината, имаме многу поголем успех во донесувањето на одлуките и во решавањето на проблемите, отколку на места каде што имате луѓе ради реда самоставени. Така да тие се двете, да ги кажеме, може и алатки или начини на кои што ние во првата година заедно со средби или отворени денови со сите сектори и со градоначалникот, каде што може да ги уклучите граѓаните. Сега тука јас ќе коментирам само да точно е дека често пати и функционерите, но и граѓанскиот сектор и општо граѓаните се малку по барањата, се повеќе за индивидуални барања имаат, отколку колективното. Ние во изминатата година на тие средби многу повеќе доаѓаат луѓе кои сакаат индивидуалниот проблем да се реши, отколку проблемот на заедницата. Тука е нешто што многу заедно треба да се работи, пред се и со медиумите да се објасни дека кога говориме дали за урбанизам, дали за зеленување, ние треба личните интереси да ги ставиме на страна. И да ми искрен, во изминатава година ја немам, кај мене нема дојдено човек или поточно собственик што не побарал неговата индивидуална куќа да не се стане зграда. Тоа се најголем дел од барањето на кој што ние нормално тука се говориме за генералниот урбанистички план кој што до негдека ве ограничува колку и каде може да градите, и тоа ни е една од работите кои што може да користиме зашто и како таму ќе има згради, таму ќе има куќа, таму ќе има зелени. Во моментов може да се осврнам и на дел од зелените иницијативи или дел од деталните урбанистички планови. Ние имаме, за жал, немаме мораториум, ама исто како да имаме, бидејќи во изминативе 4 години не е донесен ни еден урбанистички план што е усогласен со генералниот. Тоа значи на преку 70% територијата на општина Кисела Вода не може законски, не може да се гради.
и не се ни гради, него се гради само во периферијата, каде што ги имаме општите акти и 3 детални урбанистички планови кои се донесени, а и подобро и да не биле. Тоа ќе ни остави простор да покажеме дека може малце различно да се планираат урбанистичките планови. Преку Комисијата за урбанизам, доколку ставите вие луѓе кои што навистина сакаат и знаат како да се урбанизира градот, ќе имате таков успех. Еден од тие планови брзо ќе биде на јавен увид и тука сакаме да покажеме дека може да деталните планови да бидат различни. Доколку вие оставите поголем простор на јавниот увид, доколку убаво го презентирате и кажете кога и како ќе биде презентацијата, очекуваме дека многу повеќе граѓани ќе бидат заинтересирани. Што е тоа што ќе го воведеме, ќе биде до негдека новина дека и прв детален план каде што ќе имаме 50-50. Што значи тоа? Во основата ќе имате 50% за градба, 50% за општо добро. Што до сега нема ни еден план што бил така донесен. И со тоа сакаме да кажеме дека и ние доколку се ангажирате како што треба, може да го направите тоа. Али за тоа нормално ви треба и стручни луѓе што ни помагаат и се останато. На крај јас да не ви земам и многу од времето бидејќи е кратко, што може дополнително да ги помогнеме ние, како што виделите вие, европските вредности или поточно една од темите која што беше во поканата беше и порастот на национализмот и како да се бориме ние како општини. Верувајте, Република Македонија има многу добри закони. Ама никој не ги чита и не ги применува. Значи, во самото функционирање на општините ви се дадени овие алатки, како што рековме, местни заедници, совети на местни урбани заедници, отворени денови, а имате уште една работа, тоа ви е совет за превенција. Тој совет за превенција можеме да го користиме каде што се предвидени луѓе кои што се препознатливи во нашите општини, да се користи за борба против национализмот и против порастот на дискриминацијата и се останато. Дополнително тука, кога говоревме за родовата еднаквост, исто така во законот се предвидува дека треба да имате вие комисија за родова еднаквост во состав на советот на општината Кисела Вода. И ние си имаме таа комисија која што си функционира и при носењето на буџетот вие треба да предвидите пари и за родовата еднаквост и како ќе ја стимулирате родовата еднаквост во општината. И затоа тука нека биде поттик и за медиумите и за граѓанскиот сектор дека верувајте законите се добри, само треба некој да ги чита и да ги имплементира. Што повеќе се читаат и се кажуваат, многу подобро може да се развива нашата држава, затоа не ни требаат само политичарите, ни требаат и граѓаните, и граѓанскиот сектор, а и најмногу медиумите. За жал, ние сме имале многу проекти во изминатава година, медиумскиот интерес беше нула. Јас стално викам, имаме те атрактивни општини, каде што и да се направи, доаѓаат сите медиуми, и имате општини што, доколку не се ви се случи некој лошо чудо, никој не доаѓа. Так. Не. Јас зборам за одредени. Може малце, ви молам да го слушаме градоначалникот? Не е проблем, ќе одговорам на било кои прашања. Значи, кога јас ви говорам за законите кои се за локалната самоуправа и кои ја дефинираат работата и на градоначалникот, и на советот, и на самите општини. А тие многу не се сменити во времето на Никола Груевски. Не збориме за законот за градење или за урбанизмот, него збориме, ама урбанизмот во работењето на општината е најмалиот дел до негдека. Ние, јас ви кажав, кога ќе станете од Сабајле, се што гледате и од социјала, и од детска заштита, и од заштита на граѓаните, се е тоа под наша ингеренција. Ама бидејќи толку стана атрактивен урбанизмот и ова што се правеше со деталните урбанистички планови во изминатиот период, никој ништо не го интересира што друго се прави, освен што се гради. Јас уште една работа ќе кажам, ја можеби бев единствениот градоначалник во кампања што не викаше дека нема да се гради. Да бидеме реални тука.
општините, особено скопските општини, 70% од приходите се од градење. Ама има начин како и таа градба да биде нормална и да се направат некои стандарди со кои што вие ќе направите и одржлив раст на општината, нормално и на градот Скопје, а при тоа да се запазат и оние норми за нормално живење. Доколку пак ги разгледате законите, ќе видите дека и таму се поставени. Се си отидоа и представниците од Дом, например, таа предлогот со 25 метри квадратни за зеленило во одредени детални урбанистички планови, па нас ни прави проблем. Зашто ни прави проблем? Имате, например, така е лошо поделен генералниот урбанистички план, да ние сега постоечка населба, тоа е припор, не може да го донесете деталниот урбанистички план, бидејќи ќе треба дел од куќите да ги избришете за да нацртате зеленил. Ајде на кого ќе му искршите, ќе му ја срушите куќата, кажете, при тоа бирање. Затоа и тука треба да се има малку флексибилност, да, таму каде што е чист простор, таму каде што имате, ама така е направен генералниот урбанистички план, да вие имате населби кои нормално за да ги усогласите, се ние имаме проблем, таму не можат и најобични интервенции граѓаните да направат, бидејќи нема детален урбанистички план. Тука тоа што говореше мојот претходно, негдека ние се бориме за системот да почне да функционира помеѓу општините, градот Скопје и централната власт. Ние имавме и два успешни проекти тука. Едниот беше по однос на не дислокација, него наоѓање на решение за болницата со зависности во општина Кисела Вода, кој што е еден од најголемите проблеми, бидејќи таа е единствената, а при тоа и ние бевме иницијатори, први после 25 години функционирање на болницата, што на една иста маса седнавме општината, Министерството за здравство, Министерството за труд и социјална политика, а дел од бившите овакво корисници на болниците и невладиниот сектор. И мислам дека многу брзо време ќе вроди со плод, а уште една друга, ние си имаме такви жешки костени на нашата општина, а тоа е ОХИС и решавање на проблемот. Знаете, сите многу е актуелен линданот, ама никој, многу малце од луѓето знаат дека ОХИС има многу поголеми работи од линданот, што прво тие треба да се решат, па после линданот. Тука имавме неколку средби и со Министерството за животна средина и повторно дел од граѓанските здруженија и меѓународната заедница која што и како помогна и се уште помага во тој дел. Јас не би ви земал повеќе од времето, бидејќи доколку збориме за локална самоуправа, ова беа некои од темите кои сметав дека би требало да се знаат и на кои што може да се помогне од сите, особено во делот на граѓанското учество. Апел ние сите овие работи ги јавно ги кажуваме и по медиумите и преку нашата страна, каде што се сите информации за кога се носат деталните урбанистички планови. Нашите седници на совет се отворени, стално даваме отворени повици до медиумите. За жал никој не присуствувал, па и точките до сега не биле некои интересни, сме немале детални планови за носење, али нормално ќе се добиете и покана. Во петок мене ми завршуваат средбите со граѓани за буџетот, кога ќе ја имаме, па и поканата за невладиниот сектор и граѓанските организации, односно тој дел сакаме да го вклопиме исто во нашиот буџет. До сега се одвојувале одредени пари, ама немало никаков правилник и секоја година ги враќаме парите назад, бидејќи па и нема како да ги потрошиме, така да се надевам дека ќе има интереси од ваша страна да дојдете. Можно и интересно, иако се граничат овие две општини, општината Центар и Кисела Вода, гледаме на сосема јасно истакната разлика меѓу и природите и воопшто природата на проблемите со кои се соочуваат овие две општини. Мене ми е посебно драго што го слушнав тоа што го кажавте во врска со законите, дека Македонија има многу добри закони, ама ретко кој ги чита, а уште помалку ги применува. Тоа ќе биде и дел од твитовите како со цитати од оваа конференција. И што го спомнавте, локалниот совет за превенција. Ние како организација во еден друг проект кој се однесува на борба против насилниот екстремизам, радикализмот и тероризмот, работиме блиску со
одредени структури кои како да се подзаборавени, но се многу корисни во овој процес. Се разбира дека безбедноста, особено хуманата безбедност е дел од нашата ориентација како Организација за човекови права, дел од нашата програма и проекти, и во најскоро можно време ќе контактираме и на таа тема. Што се однесува до присутните другарки и другари, дами и господа, јас би сакал да ве известам дека истече нашето време, така што прилогот на мојот колега Дехран, мојот прилог и мојата презентација на делот од вредностите за кои денеска ќе зборувавме, како и прашањата и коментарите, но и презентациите на моите колеги Станковиќ и Тахири, ќе мора да ги оставиме за во делот од медиумската продукција на нашата медиумска платформа. Заради тоа што нашето време и нашиот термин истекоа. Јас многу ви благодарам на трпението, а особено на излагањето. Ќе соработуваме и понатаму. Ако не е проблем, јас би го заокружил овде. Да, добро, дали можеме? На територијата на општина Кисела Вода има голем број на производствени капацитети. Граѓаните често особено го испретнуваат проблемот со загадувањето од Русија и постираат фотографии, што општината презема околу тоа, околу издувните материи кои што доаѓаат од овие производствени капацитети и се разбира на територијата на Кисела Вода има голем број на индивидуални објекти кои што се греат на дрва. Вчера баш го гледав интервјуто со заменик министерот за животна средина Јани Макатули и кажа дека според најновата студија утврдено е дека 90% од PM частичките се предизвикани од баш од согревањето и користењето на дрва како реагенс. Интересира што и тука општината презема околу тоа. По однос на УСИ и по однос на другите капацитети, нашиот инспектор за животна средина редовно ги поминува сите капацитети кои се регистрирани. До сега ние немаме фатено или како да кажам, немаме констатирано дека се прекршени законите. УСИ е првата фабрика во Република Македонија која што има инсталирано филтри за нивните оджаци кои што се со А лиценца. Значи, сега беше на граѓаните секогаш коментарот, ама колку се користат тие филтри. Тоа не можеме да го знаеме, бидејќи најчесто и поплаќите се во попладневните денови. Ние планираме да се ангажираме уште еден инспектор за да може да го покриеме и тој дел. Знам дека Министерството за животна средина неколку пати најавено има отидено баш за конкретната фабрика и нема констатирано никакви неправилности при мерењето на загадувањето. Дополнително во овој момент ние правиме регистар на загадувачи на територија на општина Кисела Вода. Иако тоа го има и градот Скопје, ние сакаме и наш посебен каде што ќе детектираме која фабрика или кој погон со што точно користи и како загадува. Тоа е делот што ние го одвојуваме како општина и што го правиме првично. Вие не можете да се борите со загадување кога не знаете кој што ви загадува. Прво мора да направите регистар да видите кој што користи и како користи, па понатаму да ги превземите следните чекори за борба против загадувањето. А по однос на дрвата, тоа е точно. Ние имавме една малце чудна мерка која што ја продолжуваме, тоа е набавка на дрво. Бидејќи кај нас е констатирано, особено и тоа го правевме минатата годинава и дрва, но и на пелети ќе даваме субвенции. Зашто? Констатирано е дека семејствата кои се социјално рандливи, а се греат на дрва, немаат доволно пари да купат дрва и користат алтернативни средства кои што дупло повеќе загадуваат него самото дрво. Тоа ние имавме и минатата година и оваа година повик каде што сите приматели на социјална помош се пријавуваат, а се користат дрво како огрев, им доставуваме ние како општина. Со тоа, иако можеби е непопуларно, али е првата мерка со која што може да помогнете, зашто се користат палети, се користи, не знам, фрлени паркети, ламинати за огрев и тие дупло повеќе загадуваат него самото дрво. И за тоа градот Скопје има одвоено за субвенција на
набавување на котли на пелети, а ние имаме за субвенција на самите пелети, за со тек на време да пробаме да го смениме и користењето на дрвата од страна на граѓаните. Цивил медија